Општината вети многу, а направи малку за младите. Обвинија на прес СДСМ. Според нив, класични примери за негрижа на власта кон младите се спортските сали во Колене Хтенин и Славејко Арсов. Захариев вети дека ќе санира и реконструира постојаната трибина на спортската сала 2014-2015 година. За месец и пол завршува 2015 година. Реконструкцијата не е ниту почната. Трибините се стари, учениците се уште вежбаат на изгниен паркет во студена сала со разрушени собликувални. Иста била состојбата и во новото училиште во Бабите. Доградба на училиштето Славејко Арсов во населба Баби, според најавата на градоначалникот Захариев, требаше да биде готова лани. И овој проект не е ниту започет. Учениците учат во старите и студени училишни простории. Општината нема зошто да се срами од младите, зашто за нив досега инвестираше многу. Средното училиште Колене Хтенин, само да кажам дека во овој момент на 20.000 евра инвестира UNDP и општината за енергетска ефикасност училиште, каде менеме врати, прозори, ставаме колектори, а сигурно е дека еден ден ќе ја средиме и училиште сала. Како стојат работите со Славејко Арсов? Факт е дека се направени сите испитувања геомеханички и вистина е дека наскоро ќе отпочне изградбата на училиште сала. Свесен дека таму треба училишна сала, бидејќи децата во училиште Славејко Арсов во Баби моментално своите потреби по физкултура ги остваруваат во една училница. Но ние мора да кажеме дека во нашиот град направивме над 20 спортски комплекси и градиме нови. Во секоја населба има барем по 2 игралишта, направени по највисоки стандарди. Тие не направија ниту едно игралиште. Во меѓувреме, инвестирани се неколку стотици илјади евра во реконструкција на домот на млади и изградба на мултимедијален центар. Во општината се изградени над 20 мултифункционални игралишта, кажа Захариев. Направени по највисоки стандарди.